Пред 7 години снимав видео кај што ја прикажам мојата нова кола Lada, која што кошташе само 200 евра, а денеска седам на мојата Dream Car што од секогаш сакав да имам, а тоа е Audi A5 Sportback. Sportback варијанта 4.0 TD. Сега секој знае за нас. Треви. Ја гледам и уште сам не можам да си поверувам колку колава изгледат перверзно, монструмски, лудило. Конечно, ова ми беше мојот Dream Car. Колава не е во full S-Line опрема, ама е во многу добра опрема. Ова кола според мене мислам дека е најдобрата варијанта што мојот некој 20 годишен да ја купи, поради тоа што првично изгледат многу јако и плюс е бизнис линија. Колава имате премногу простор, мене ми треба премногу за патувања, така да цело време сум во патувања, имаме преголем гепек, што ќе го видите. Уште не можам да си поверувам. Пред 7 години седев вака и го снимав видео за Ладата, се заебавме, буквално беше тоа една, можам да речам дека можда со мои први пари што сум ја купил кола, ама ова е мојата прва кола онака јака што сум ја купил сам. Кога ја видиш колава однапред, овдека жмигавецов, вага се полнит онака, тоа е брутално, буквално секогаш кога гледав онака коливе и гледам пред мене возите онака му се полнит. Па овој фар, тоа го имат. Значи, овој фар, всушност за тие што не знаете, Matrix е пример ти кога ќе возиш со колава. Јас кога што возам буквално семи автоматски, не треба со ништо да се замарам. Јас кога што возам со колава, пример некоја друга кола идат одваму и само во светло се намалви. Овдека ги имаме моите кастом таблици NX27, значи секс, и се многу помали пример од класични. Класична таблица е LK, а ова е LK. Овие, ако мислите дека се магленки, не се магленки, туку ова се сензори кои што пратат коливе пред мене. Колава буквално може да вози сама, ги пратат коливе пред мене, ги прати лентиве, само јас треба влезам и старт да стегнам. Единствено нешто што реално не ми се свиѓа на колава, мислам имам две нешта што не ми се свиѓа на колава и со тек на време би ги променил тие нешта, буквално само тие две нешта. Првично би ги променил бандашиве кои што се 19-ки, имаме Continental гуми. Не се шкрц. И имаме 19-ки бандаши што реално изгледаат окей, ама не се ништо вау. Моје мислење како јас би направил, овие бандаши би ги задржал за зимски и би купил нови бандаши за летни, така да би ставил нешто 20 кец, 22-ка. Буквално колава ќе изгледаат секс. Од овдека, почнувајќи од овдека, се до назад. Не пратите на линија, воп, се до задниот фар. Некако на сонце бојава изгледаат брутално. Некош ми изгледаат прејака бојава, некош ми изгледаат многу глупа. Второ нешто што јас лично би променал на колава, то се дека фабрички не се затемнати стаклава. И зошто не се фабрички затемнати стаклава? Поради тоа што колава е возена од германци и од постари луѓе. Буквално колава има опрема, се што ти треба да уживаш во неа. А се останато пример што се вака да изгледа нешто лудило, поради тоа што овие Audinава имаат некои 1X, 2X, 3X, 5X S-Line опреми, колава ја имаат некоја стандардна опрема за да изгледат и исто така би затемнал стаклава. Ако ја видиме колава од заднава страна, колава изгледаат брутално, значи онназад ти кога ќе ја гледаш колава. Ево ацка видат. Исто така овдека имаме се некоја понова технологија на фарој и овдека овие се полнат. Значи се полнат овие кога ќе дадеш мигавец едно друго и имаме два издуви. Сега едно нешто што ми тек вид кој има Ладата, се забававме пошто правев демек нешто вака и демек ќе се отвори багажов. Сега пратете, ништо не правам, пратете се. Кој респект. Браво. Као што гледате, колава имаат огромен гепек. Буквално можам да влезам внатре, цел ме збират. Види колкав е гепеков. Пусао как се турнат? И уште едно нешто. Океј, ништо, тоа е тоа од заднава страна, исто да за шофершемина што не е затемната, тоа е смор, ама тоа многу брз период ќе острадиме, поради тоа што мојот брат Мако рече дека ќе ме почасти, така да затемнувањето ќе биде од негово и бандаши од моја страна. Ова страна е иста како другава, нема ништо специјално, исто е. Пред да влеземе во колава, го имаме овој клjuč што изгледа реално скрос окей, овдека имаме за заклучување, отклучување. Ако стегнам пример ова за заклучување, се затворат сами ретровизориве и сега пример, ако сам јас да отворам и пример не знам, седам и сам да ги отворам пенџериве, не мора да влегувам внатре, него ја отклучувам колава, задржам нова за отклучување и пенџериве се отварат
сами. Кога ќе отвориш ти вратава. Реално ова е многу убаво што немаш, значи рамки. Немаме рамки, него целава врата се отворат, гледај. Пример заднава врата, пенџерево не се спуштат скрос, не знам зошто, ама се спуштат само до овдека, ама реално изгледат брутално. Немаш никаква рамка и буквално изгледат ко кабрио. Само што голем проблем е кај овој вака што немате рамки, што кога затвориш ти врата паѓат стаклово и тропат. Што кај заднава не е случај поради тоа што не паѓа, не е скроз до крај. А ако задржам ново заклучување и пенџериве се затворат сами. Значи ако пенџериве ги заборајте и не мора да влегувате да си ги затворите, него задржвите на клучов и самиве пенџери се затварат. И исто така овдека имаме Чекај. Секој пат кога влезам, се наежам и уште не ми е јасно онака види, колава изгледат брутално. Реално мене ми е онака стварно е дрим. Класично, немаме клjuč пример за опикнење со дека што се имав научено, него имаме клjuč кој што реално изгледат скроз окей. Мислам топ изгледат онако мини количе. Само буквално јас да го имам в джеп клjučов и само стегнам овдека на старт стоп думе. Ако ја стегнам старт стоп, ако не држам кочница само контакт се пали и ако стегнеме кочница и стегнеме старт, колава се пали. Така да, овдека пишат Herzlich willkommen, Никола. Имаме 7 степен автоматски менјач кој што е брутален. Автоматик е нешто најубаво што може да зајде. Од лева страна имаме две ракети, на која што на еднава ракета имаме жмигавци нормално едно друго, овдека имаме пратење на траки, да ги пратит колава тракиве и овдека го имаме темпоматов. Според ова, пример темпоматов и овдека го имат да држите растојание. Всушност, буквално да ја пуштиш и сама да вози. Сама. И исто така што не напоменав, колава е хибрид. Само што не е фул хибрид, него е ко полухибрид и си имат мотор што не знам јас како да го објаснам тоа. Буквално му помага овој електричниот мотор му помага на моторов да заштедам поќе гориво. Така да на Воланов имаме нормално команди, Воланов изгледат брутално, реално Воланов изгледат секс. Овде вака имаме за климава. Ова се што го гледате и ова клима е една верзија под најново Audi A5 што е во моментов. Овдека јас си местам, јас колку сакам степени да ми е, овдека сувозачов си местит и најако од се што реално мене најмногу ми пред кеф е што можеш што имат и тач буквално и дугме, што е многу убаво. Работи значи ти на тач и на дугме. Се менвит на тач. Овдека имаме седишта, глупости едно друго и имаме голема мултимедија што изгледат преубаво. Стигвити од WhatsApp буквално се стигат, овдека имаме се што имам на телефонов, буквално се реплейсат и го имаш овдека, ти стигат пораки, можам да звонам, имаме Spotify, имаме Maps и исто така, пример са ја палям на истава мултимедија, кога ќе стам Reverse, имаме Reverse камера, мултимедијава е прејака работа и многу ми се свиѓа што е најнова верзија, буквално имаш се. Со мултимедијава, телефонов јас не го користам, поради тоа што ми се јавуваат на мултимедија, сакам да сеам на мултимедија, сакам да пишам порака, овдека можеш, сакаш навигација, тука имаш песна, тука имаш се имаш тука. На Воланов можам да попуштам нормална музикава. Сега, исто така многу битна работа, Virtual Cockpit. Тоа значи дека ова е се дигитално и јас можам да си ментам. Буквално овдека овој ми е најакиов мод. Гледај. Лудило. Исто така овдека песна ако сакаш, пише некои информации за колава колку троши, колку имат гориво, бла. Овдека ќе менвам спорт модов, сега моментов е на еко, ама овдека се менвит спорт мод и овдека имаме исто така шифтерки. Значи шифтерки ако сам на пример ако сам брзо, што мислам дека никош не би користил поради тоа што менјачов е многу добар. Буквално колава е имам возено 200 и на 200 колава е на 1500-1800 обртаи. Не кажав дека колава имат 210 конски сили, така да 210 конски сили и тоа е за мене премногу, поради тоа што претходно сум возил кола од 50, 60, 100 конски сили, така да сега ова 200 е пута 2, така да јас мислам дека и со ова можам да се операм, а не па од пример од 100 конски сили да скокнеш на 400, тоа е премногу, степ бај степ, онака да ја осетиш, поради тоа што кога даеш гас на колава, она скокат буквално. Исто така овдека горе имаме светленца на кој што работа на тач, гледај, поп. Ова не се гасит, пошто е отворена врата, иначе се гасит. Ова е исто на тач, так. И така. И овдека имаме полнач. Овдека можам да ставам телефонов.
и се полни. Така да овдека мој да се полни телефонов и овдека имаме уште едно. Пишете во коментари дали ме личите онака. Шмекерски, а? Та е тоа. Овдека имаме сообраќајната и во сообраќајната мој да видиме FNX27. Кој пишете овдека? Што пишете овде? Никола Ставрески. Као што гледате овдека пишет Audi A5 Sportback, бла бла бла, некоја хибрид, дизел, електронска. Така да, тоа е тоа од таа страна. Сега па од возачкава страна, исто така имаме миривчина од Ритуал. Едново ми е поклон, едново е моје и овдека имаме една касета што овдека чувам се и се што. Дезодоранс, парфеми. И овдека имаме, па пишете овдека? Големава сообраќајна. Ако на некој не му е јасно, слободно нека прашат или нека гуглат на интернет и видите што значи голема сообраќајна во Германија. Што значи, Информирај се и ти. Ајбе, снимај. И на камерманов не му е јасно, ако и на вас не е јасно што значи голема сообраќајна, слободно гуглајте или прашајте на некој што е во Германија што значи голема сообраќајна кој ќе имате и ево на ваше име. Така да, дизеле, имаме AdBlue и овде се последниот пат кога турвев. Знаете што направите, ме што поќе да турам. И сега турвам овдека седам. И као што турам нешто се загледав едно друго и само гледам течи. Оде вака само течеше гориво. Така да ова треба да зачистам. Назад кога се име, реално ти колава кога ќе гледаш надвор, мислиш дека е премногу ниска. Ама добро, и јас не сум нешто превисок. Ама братов што ме снимате 2 метра и тој кога влезет внатре, буквално има место и мојот слободно онака да седи. Овде вака се спуштат едно и имаме овдека за пијачина. И сега пример јас некој кога ќе возам овдека, слободно мојот овдека пијачева си го ставит и исто така имаме 3-зонска клима. Тоа што значи, јас како возач можам да си ја поместам температурава како јас сакам, сувозачов може да си помести температурава како тој сакат и тие што се возат назад можат на овдека ова да си ја поместат температурава како сакат плюс минус. Овдека имаме 2 за полнење, овдека имаме 12 вати и овдека како што ви кажав може да си ја наместат температурава како нив им одговара. Тоа е тоа назад реално. Јас ни се имам возено, ни пак ќе се возам назад, така да не ме интересират. Така да, ништо, тоа е тоа за ова видео. Фала ви што го гледавте, лекнете го, пишете во коментари долу, братот се враќа сега, обејќавам, ама значи давам збор дека се враќам со видеа. Следното видео го гледате одма за 2-3 дена. Реакција на моите другари на мојата кола. Убавежно пишете во коментари што мислите за оваа кола. Според мене, јас мислам дека за мои години е една од најдобрите коли што можете да купите. Сега има многу подобри. За пари мислам дека е една од најдобрите коли што можете да купите. Нормално секој што имат многу појаки коли, ама за овој ценовен ранг мислам дека ова кола можете и немојте да земете. Тоа е тоа. Фоловете ме на Инстаграм, лајкнете во видео обавезно, а ние се гледаме со следното видео многу наскоро. Чао, чао!